Здраво, драги гледачи, време е за листа за 300. Нормално квизот кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Надпреварувачите се тука, подготвени, што значи време е да ги повикам и да си започнем и со денешното издание на нашиот квиз, да не ви го трошам времето за џабе. Нормално, како и секогаш, прво ќе ги повикам тековните домакини, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Горде и Сашо, повелете. Сашо, здраво. Горде, здраво. Здраво. Како сте расположени денес? Добро. Минатиот пат, интересна убава партија, на пенали успеавте да ја земете. Напнато. Да, напнато беше, темите бе интересни. Да. На крај темата очекував малце повеќе пари дека ќе ми земете, но Знамињата ми се секоја слабост. слабост, да, на Сашо си кажа дека знамињата, па ме подсети и дека во минатото исто сте кикснале на знамиња и тоа што да правиме. Не беше намерно. За денес имаме шанса за Добро, ќе поправе. се потрудам за трет пат да ги научам. Кото договорени се. Саши, Горде, да не сакате да додадете нешто? Не, нема ништо. Тоа е тоа. Да не ви го трошам и на вас времето. Денеска како домакини, домакинската кабина е ваша. Благодаря. Сега, драги гледачи, е време да ги запознаеме и нивните противници. Се сеќавате кога ви реков дека во овие неколку изданија од оваа сезона на листа за 300 ќе ги сочиме оние поуспешните кои што се покажа во текот на оваа година. Па, затоа време е да ги повикам и Јонче и Бошко, добро познатите. Здраво, Живот. Здраво, Бошко. Здраво, Јонче. Како сте? Добро. Дали сте подготвени за денеска? Да, Немате повеќе слаби противници, сите со кои што ќе се соочите меѓусебно сте си докажани и добро се познавате меѓу себе. Така е. Па нема да биде лесно, тоа сакам да кажам, но па затоа ќе биде забавно. Да Тоа сме дојдени тука да биде забавно. Така, Бошко, да си жив и здрав, така, дојдени сме пред се да се забавуваме, па се Победата плюс на... Така, и паричната награда е само плюс на сето на претходно што се случува, така е. Да не сакате да си додадете нешто, да поздравите некого или... Нешто, кратко. Поздрав до фамилијата и добро работење во пекара Вегера. Поздрав и од мене до сите, до истите. А сега да не го трошам и на вас времето повеќе, почнувате како предизвикувачи, што значи предизвикувачката кабина е ваша, повелете. Горди и Сашо, односно Јонче и Бошко, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега да ги провериме дали си работат онака како што треба и потоа да си продолжиме понатаму со денешното издание од нашиот квиз. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Јонче и Бошко, дали се слушаме? Да. Да, си знаете, се нема што да ви повторувам. Што значи продолжуваме понатаму, ќе исклучиме и нивната кабина за да провериме кабината на Горди и Сашо. Дали се слушаме? Да. Да. Супер. Значи може да започнеме. Ете, драги гледачи, се уверивме сите во исправноста на нашите кабини, што значи може да започнеме со листа за 300. Како и секогаш, така и денеска си започнуваме со добро познатата прва лицитација, а темата за истата гласи. Женски имиња, каде втората буква е буквата А. Бараме женски имиња, каде втората буква е буквата А и кој ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија. Без разлика, дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, треба името да го имаат најмалку 5 наши жители. Еве ќе ви дадам еден пример чисто за појаснување, доколку баравме машки имиња каде втората буква е А, Марко ќе беше точниот одговор. Едва чекав да си го кажам името, тоа беше работата. Горди и Сашо, да ме прашам дали е јасна темата? Без разлика на букви, само втората да е. Да, втората буква да, друго не е важно. Нема други ограничувања. Нема други ограничувања, да. Јонче и Бошко, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Знаете, драги гледачи, дека во тековното издание први започнуваат со надавање при првата лицитација, оние кои што се предизвикувачи, а во таа улога денеска се Јонче и Бошко. Да исклучиме домакинската кабина. Јонче и Бошко, кога ќе имаме понуда? Да Пет. споделиме. 5. Започнуваме со 5. 8. 13 мојата среќна број. 13, среќната бројка на Бошко. 15. 15. 17. 17. 18.
18, 19, 19, 35. 35, 50, 50, 1, 51, 53, 53, 4, 54, 74, 74, и 5. 75. Ке попушти. 76, Најверојатно не е 76. 7. 77. 8, 78. Достатъчно. 80. 80. да размислам. Да Да размислим. размислам. Нека одговара. Да одговарат, ајде да видиме. Горди и Сашо стигна до бројка од 80. Не Женски се бе, сеќам дека така? никога сме имали 80 надавања. И но за се има првпат. Ке биде интересно. Бараме 80 женски имиња, каде втората буква е буквата А. Кога ќе бидете подготвени? Повелете. Василка. Василка. Така е. Васка. Васка. Така е. Валерия. Валерија. Така е. Ванđа. Ванѓа. Точно. Валентина. Валентина. Така е. Гала. Гала. Точно. Галаба. Галаба. Точен. Дана. Дана. Така е. Дана рековме. Данка. Данка. Така е. Виданка. Видан. О, не, втора, извинете, лапсус. Даниела. Даниела, добре. Изреагира веднаш Сашо. Даниела. Така е. Даринка. Даринка. Така е. Дара. Дара. Така е. Ајде, Данче да видим. Данче. Дафинка. Преку 8 има Данче. Дафинка. Дафинка. Така е. Дафина. Дафина. Така е. Дарија. Дарија. Така е. И Дарија. И Дарја. Деведесет и седум дари во Македонија. Жана? Точен одговор. Дара. Жана. 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 Викам, чекај. Така е. Жанета. Жанета. Така е. Жаклина. Жаклина или Жаклина, како сакате. Точен одговор. Ту колку имаме? 20. Да. Да, само уште 6. Јасмина. Јасмина. Точно. Јасминка. Јасминка. Јасминка, точен одговор. Јана. Јана. Така е. Јадранка. Јадранка. Точен Јасна. одговор. Јасна. Така е. Јаворка. Јаворка. Така е. Захаринка. 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 Само 9 во Македонија. Бидете внимателно, точен одговор. Поздрав до колешката. Поздрав до Захаринка, колешката. На Горде. Загорка. Загорка.
Така е. Зага. Зага. Точно. Катја. Катја. Така е. Ката. Ката. Точно. Катарина. Катерина. Ова значи Катарина. Така, да. Добро. И Катерина. И Катерина. Така е. Каја. Каја. Така е. Калина. Калина. Камелија. Камелија. Камилија. Така е. Катина. Катина. Катица. Само момент. Катина. Така е. Каролина. Чекай, добро, Каролина. Да, само речи друго име претходно, Сашо. Дали сакаш и тоа да го играш? А кое беше сега и јас? О, Катица ми викаат од Да, рече. Катица, да. Катица, добро. Под Каролина сега, рековме, така? И Каролина, ајде уште едни на пола ќе бидеме. Молам? Уште едни на пола сме, тама. Лара, ајде. Лара. Лара. Така е. Лана. Сега сме на пола. Лана, така и Лана. Марина. Марина. Поздрав до керка ми. Керка ти Марина се вика? Да. Поздрав до Марина. Од целата екипа тука на листа за 300, а ти навивај за мама се. Марија, другата керка. И Марија, другата керка. Чекај да видам Марионка. Марина, точно и Марија, точно како сме да бидат погрешни. Сега одиме следно со Марионка. Марионка. Така е. Марика. Поздрав до Марика. колешката. Поздрав до колешката. Маринка, 24 во Македонија. Магда. Точен одговор. Сега Магда. Така е. Магдалена. Магдалена. Така е. Маргарита. Маргарита. Така е. Марга. Марга. Така е. Маргица. Маргица. До 50 се. Во? 50. Маја. Уште 30 ти фалат. Маја. Така е. Матеа. Матеја. Точно. Маре. Маре. Така е. Наташа. Наташа. Така е. Наталија. Наталија. Точен одговор. Нада. Нада. Така е. Натка. Натка. Точен одговор. Надежда. Надежда. Мојата тетка и вашата баба беше, нели? Не, мојата тетка исто, Надежда мојата Цека. тетка е Да, и Надежда. мојата тетка Да, Надежда. да. Ете, сите си имаме по една тетка Надежда. Да. Павлина. Павлина. Така е. Наде. Наде. Бивша колешка Наде, поздрав. Така е, точен одговор. Шеесет. Уха. Колку Браво. 60 има? 60 имаме до сега, кажа. Ај тогаш вака. Рада. Рада. Така е. Радка. Радка. Точен одговор. Радмила. Радмила. Точен одговор. Радка кажа. Да. Радка Радам, добро.
Сандра. Сандра. Керка му. Керка ми. Кирка ти Сандра. Голем поздрав до Сандра. Сања. Сања. Така е. Сашка. Сашка. Голем поздрав до мојата старосватица Сашка. Така е, точен одговор. Сара. Сара. Па и другарка ми Сара сега веќе. Така е, точен одговор. Санда. Санда. Сања. Поздрав до стоматолог. Сања рековме не. 190. Има. Да, има Санда, точен одговор. Санела. Санела. Така е. Санија. Санија. Така е, Санија, точен одговор. Тања. Тања уште 10 ни остануваат. Ајде. Така е. Тамара. Тамара. Татјана. Само момент. Полека да ни ги утнеме Тамара точно, па Татјана рековме. И Татјана точно. Хана. 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 Хана над 2000. Многу имаше Помаѓа до- млади ве става. Да, не очекував толку, очекував да имама, не повеќе од 2000. Точен одговор. Цана. 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 Цана, да. За Цана. Така е. Ше колку има? Уште 5. Да. Радмила кажавме, Сега ќе провериме. мислам дека не ја кажа. Радмила. А да кажа, еве го горе можете да го видите, Вака. второ е. Ајде. Македонка. Македонка. Фанија. Не, Роше. Не, слушај ми има. Ајде, Така е. Фанија. Фанија. Така е. Уште 3. Маргита. Маргица. Маргица. Не знам дали го кажаме, види. Да кажа не Маргица. Еве проверим. Маргарита и Маргарета. Двете. Маргарита кажавме. А Сега, Маргарета не. Маргарета да проверим. Во ред. Леле, немој да нема Сашо кјути сега. Леле, Ај, кук ги го има, кажа, не да. мислам дека ни Јончи и Бошко неќат веќе да промашите. Јас имам уште една Маргарета, поздрав до неа. Ајде да видиме Маргарета. Точен одговор, уште 2. Внимавајте. Далиборка. Далиборка. Далиборка, точен одговор. Кој ќе биде 80-тиот и последен? Малку, може малку за концентрација за Нормално. крај. Жанета го кажавме. Само момент, сега ќе провериме. Потоа Жана кажавме, Жанета, више не знаеме што кажавме. Знам, ве разбирам, мислам, затоа и ние сме тука да провериме. Кажано, и Жана и Жанета. Добро. Ајде, уште една имам. Вања. Вања, така е. Вања, ај ќе кажеме, нели унисекс име, и машко и женско, синот ми сега да. Вања, но во оваа ситуација ги проверуваме, нели, кај дамите. Вања, Вања, како женско име, Вања Лазарова. ги има повеќе од 500 во Македонија, што го прави точен одговор. Горди Сашо. Еви аплауз од моја страна.
Сериозно, ги претрчавме, не ми Беше оставите напорно. простор. Напорно, да. Немам зборови, па ќе кажам. Не ми Рекордери. останува ни... Немам ни што да прочитам тука, ќе пробам да издвојам некој име, што не кажавте. Габриела, не знам дали кажавте. Ово не го кажа. Да, мислам го ја изумивме, да. дека не кажавте, потоа Зага. Го кажа. Го кажа. Го кажавте Го Зага, кажа. дете, се Не, губам. не, комшиката Габриела. Јаворка го кажавме, Да, да, ги кажавме Јаворка тие, да. кажавме. Кала, Каја има исто. И тие ги кажаме. Фана, не знам дали И тоа го И кажам. Фана, па не ми остана ништо друго, што знаеш, ајде. Ке тука. Ете, драги гледачи, кажавме 80 женски имиња, каде втората буква е буквата А, Јонче и Бошко. Заслужено, Заслужено. така, да. Сега може би Бошко малце му замерува на Јонче дека Да. Бошко сакаш уште да Ја тера уште мислам, работата, да. Доста мислам, ама колега од мене Да, вика реш. не претеруј. Е, па добро, сега знаеме како се Не, движат има уште работите. до 30 минимум што Браво! не ги кажа. И за вас, ако знаеш кои се тие две што не ги кажале, браво! Сериозно ви кажам. Ете, драги гледачи, ова е тоа за што зборевме во последните емисии. Ке гледате ваква интересна битка помеѓу нашите надпреварувачи. Со како да кажам, со завидно знаење на одредени теми. Да не должам повеќе имињата се кажани. Време е за втората лицитација и на едните и на другите име. Јасно дека се им зависи од оваа лицитација. Доколку изедначат Јонче и Бошко, тогаш ќе играме пенали. Доколку не, ќе се дружиме со Горде и Сашо. Како и да е, гледам едно многу интересно издание. А темата за втората лицитација гласи: најдолги реки во Европа со должина над 300 километри. Бараме имиња на реки во Европа кои се подолги од 300 километри самостојно, без нивните придружни реки. Ќе ви дадам еден пример. Реките Мисисипи со Мисури во Америка честопати ги сметаат за една река, но вие би требало тогаш да ги кажете поединечно, секако ако се подолги од 300 километри. Затоа бидете внимателни, дали ви е јасна темата? Бараме на кратко најдолги реки во Европа со должина од 300 километри. Во Европа или во светот? Во Европа. Па дека Мисисипи Да, да, затоа како пример ви го дадов, да. За да не може да искористите. Јонче и Бошко, дали не е јасна темата? Да, јасно. Супер. Знаете дека при втората лицитација започнуваат со лицитирање оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација се Јонче и Бошко. Ќе ве замолам повторно да исклучиме кабината на Горде и Сашо, а Јонче и Бошко, кога ќе имаме понуда, да чујам. 9. 9. Започнуваме со 9. 11, 11. 13. 13. 14, 14. 15. 15. 16, 16. 17. 17. 18, 18. 19. 19. 20, 20. 21. 21. 2, 22. 23. 23. 5, 25. Нека одговарат. Нека одговарат. Да одговарат. Да. Бошко пресече. Нека одговарат. Беше неделеска душата Нека да ми одговара. извади на Горде и на Сашо. Имаме 25 празни полиња, ни треба 25 имиња на реки кои што се најдолги во Европа, односно имаат должина над 300 километри. Кога ќе бидете подготвени, Горде и Сашо, слободно започнете. Волга, Волга. Така е. Днепар, Днепар. Така е. Дунав, Дунав. Колко можеш ќе се спасеш. Сава, Сава. Така е. Висла, Така е. Висла или Вистула под двете имиња се Рајна. сретнува. Рајна. Така е. ајде да пробаме со Адиже. Повеќе од 400 километри е должината на оваа река, или ако сакате поточно 410 километри, што ја прави точен одговор. Адидже. Ај малце Франција, Сена, Ајде, Сена. Така е. и Луара, Да, така е. Точен одговор.
Ебро. Ебро. Така е. До колку стигнаме? 10? 10. Уште 15 би треба. Лена во Русија. Лена. Не, Лена во Азија. Да. Ете, више Сашо предпоставиш зашто стана Во збор. Азија тече, Се наоѓа во Русија, да, но дури во сибирскиот дел, многу далеко е од Европа. За жал не може да се прифати Нела требаше, да. требаше. Да, здраве, Добро, се случува. Ете, това за мене да ми го Ја ми направите текна, ја меракот, и затоа. како рече Лена, ја предпоставив дека е во Да, Азијскиот дел. па еви проверуваше тимот да видат што како не сакавме ни ние да погрешиме, но се наоѓа многу далеко од Европа, Да, во ред, во во оној Азијскиот сибирскиот дел, да. Не можевме да прифатиме, но одлично одиграно ова мене. Пак ќе кажам, ми го правите меракот, знаете дека пенали сакам, па викате ајде на Марче да му направиме мерак. Така, Јонче и Бошко, овој пат куртуливте добре. На пенали сакаш браниш или да Не, шутираш? ја посматрач сум само. Посматрач, да, судија. Ја судија. Тоа нешто го Да псуеш. прашаме сега. Да. Сега ќе ги прочитам дел од оние најдолги реки во Европа со должина над 300 километри. Криво ми е, ја заборавивме Вардар, нашата најголема река во Македонија. Тука ги имаме покрај Вардар, Волга, Велика Морава, Влтава, Кубан, Кума, Мезен, Муреш, Марица, Марна, Тибар, Темза, Тиса, Урал и така натаму. А сега, драги гледачи, знаете и самите, на моје огромно задоволство играме пенали. Пеналите се тие кои што ќе одлучат кој од овие два надпреварувачки пара да ми се придружи тука. Затоа да не должам повеќе, темата за денешните пенали гласи. Екипи во кои играле Роналдо Лима и Кристијано Роналдо. Ги бараме имињата на клубовите во кои играле овие две фудбалски звезди. Бразилецот Роналдо Лима и португалецот Кристијано Роналдо. Доколку двајцата играле во некој ист клуб, тој клуб можете да го кажете само еднаш. Корди и Сашо, дали не е јасна темата? Да. Одлично, Јонче и Бошко, дали не е јасна темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека први на пенали започнуваат со одговарање тековните предизвикувачи. Кабините се цело време пуштени, одговараме на поредно едните па другите. Јонче и Бошко, вие први ќе одговарате, па кога ќе имате Манчестер одговор. Юнайтед. Манчестер Юнайтед. Реал Мадрид. Само момент. Манчестер Юнайтед е тим каде што има играно Кристијано Роналдо, е точен одговор, потоа Реал Мадрид. Реал Мадрид. Реал Мадрид е тимот каде што имаат настапувано и двајцата, и Роналдо Лима и Кристијано Роналдо. Точен одговор. Спортинг Лисабон. Спортинг Лисабон. Станува збор за клуб каде што има играно Кристијано Роналдо. Точен одговор. Милан. Милан. Така е, Роналдо има настапувано во Милан. Роналдо Лима, мислам. Роналдо Лима. Да. ПСВ Айнховен има играно бразилецот. Така е. Во ПСВ Айнховен има настапувано Роналдо Лима и тоа е точен одговор. Јувентус. Јувентус. Клуб каде што има играно Кристијано Роналдо и е точен одговор. Ал Ахли. Сега таму мислам дека игра Игра во Азија. Но не се вика клубот така, моментално. прави. Ништо не е готово. Чекај да видиме вашите противници дали имаат одговор. Горде и Саш. Само 3 може? Само 3. Еден, сега за Интер сега. Милан. Интер. Роналдо. Интер Милан, така е, Роналдо Роналдо. Фламенго. И Лима. Роналдо Барселона. Така е. И Барселона и Интер се точни одговори. Горди и Сачо повторно во 90 успеваат да извлечат победа. Бошко, Ал Наср. Ал Насер, а Флуминензе види дали има Бразил? Како? Извини. Флуминензе Флуминензе. Не. или Коринтијансе? Не, Коринтијанс. Коринтијанс, да, тука ги имаме од Роналдо. Роналдо Лима, Барселона, Интер, Коринтијанс, Крузерио, Милан, ПСВ Айнховен и Реал Мадрид. Рековме двајцата. Кристијано Роналдо има играно Ал Наср, Јувентус, Манчестер Юнайтед и Спортинг Лисабон. Тие се тимовите
Многу ми е криво. Да, ова, друга сезона тоа ќе се го види. сакам, така е, да сте ми живи и здрави, ќе се дружиме во наредната сезона. Едва е чекам да го направиме тоа. Јонче и Бошко, си самите знаете дека сте квалитетни надпреварувачи. Па секако, едва чекам да го видам вашето наредно учество во листа за 300 и што ќе направите тогаш. За жал, сега, пак како за крај, пред крај на сезоната, да си кажеме чао. Чао. Чао, чао. Горди и Сашо, сега вас ќе ве повикам тука на главната бина. Клубовите ги прочитавме, што значи нема да губиме многу време. Ги повикувам да дојдат, а вие, драги гледачи, ако сакате да дознаете дали ќе освојат парична награда, останете со нас. Се враќаме веднаш по пауза. Горди и Сашо, повторно тука со мене на главната сцена. Минатиот пат не им се погоди темата со знамињата и си призна Сашо дека нема е баш најсилната тема, па затоа денеска рече поправен на друга тема да видиме што ќе направат. Да не должа многу, да погледнеме на брзинка листата, па потоа да слушнеме која е темата денешна. Нашата листа е составена од 15 празни полиња, кои што ако ги испишеме со точни одговори ќе освоиме максималната сума. Во меѓувреме за 3 точни одговори следуваат 50 евра, за 6 точни 100, за 950, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате од тука со парична награда од 300 евра. Не одиме без 300. Не си одите без 300, не Нема планирам да шанс. ве Овој пат пуштам. мора да ги земеме. Абе, ако не е овој, наредниот сигурно. Да. Нема, не ве пуштам ни јас. Горди и Сашо, имам тука интересна тема, се надевам дека ова поише ќе ви легне него Да, минатата. Слушајте, добри вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема Нобеловци од САД за мир и литература. Извор сајтот на Нобелова награда. Бараме најмалку презиме на личности од Соединетите Американски држави кои добиле Нобелова награда за мир или за литература од 1901 година па се до последното доделување во 2023. Се прифаќаат и личности кои се родени во други држави, но станале натурализирани американци. Кога сакате, слободно започнете. Обама има за мир земен. Прав е, Сашо, прав е. Еве од мене, да си кажам, не можеш ме копкаш. Не, тоа знам сигурно, само едно. Штајнбек има земено. Штајнбек. Едгар Алан По мислам дека има. Јас ќе ви кажам дека еден познат музичар исто доби за литература пред некоја година. Ајде кажи бе. Ајде, Ернест Хемингвей. Ернест Хемингвей. Барак Обама. Само момент, Ернест Хемингвей прв. Точен одговор. Нема што да вртиме одоколу. Потоа рековме Барак Барак Обама. Обама. Иначе Хемингвей е добитник на Нобелова награда за литература, а Барак Обама, одма да скратам, го најдов е добитник за Нобелова награда за мир. Ни фали уште едно име. По мислам дека беше. По има ли или Штајнбек еден на Боков за Лолита. На Боков. Он е рус, ама се води како амерички писател. Ајде, заедно сега. Барем 50 евра да ги... Како се вика еден од најпознатите црнци? Во 60-тите години атентат врз него што има. Ајде вака да ви помогнам. Мартин Лутер. Мартин Лутер Кинг. Така е. Мартин Лутер Кинг. Се фативме за литература, иначе. Да, добро. Па мислам дека во за мир имате малце позвучни имиња, полесни што се памта дека има тука и бивши американски председатели, така нели, активисти и тоа. Иначе 50 евра си ги освоивте, Артур честитки. Милер Кенеди. Или да си земеме пари. Земеме и да пробаме среќа на нареден пат. Ајде, Да не не се погаѓаат направиме темите. некој, кога- да, ја не сакам па да пуштам никого студио без пари, подобро со нешто Не, пари не ми се отколку погодија без темите, ништо. што да го. Џон Не се Штајнбек погодија темите, може, ќе да, реагирам и јас кај Тимо таму, срам да ви е што ваки правите на Горди и на Сашо, на толку мачење на 80 точни одговори, женски имиња кажање каде втората буква е А, ова да им го направиме сега. Срам да не, ќе им се одолжиме наредниот пат. Јас сега ќе ги подседам, вака прво да им честитам и за денешната победа и за обезбеденото учество во следното издание на нашиот квиз, а сега верувам дека ќе ви Пео текнат. бак.
овие Нобеловци кои што ќе ги кажам, тука ги имаме Замир, Ал Гор, Барак Обама како што кажавме, потоа Вудро Вилсон, Лајнус Поулинг, Мартин Лутер Кинг, Теодор Рузвелт, Хенри Кисинџер, Џими Картер, Џорџ Маршал и така натаму. За литература, што ви сугерирав, Боб Дилан, Џон Штајнбек, Ернест Хемингуей, Вилијам Фокнер, Перл Бак, Јуџин Онил и така натаму. Сега ни текна. Знам и најкриво ми е кога ги читам. Па го немам барем јас тука на список. Џон Штајнбек, да. Источно од рајот, така како. Тоа е. Ништо, многу ми е жал што паричната награда на крај не соодветствува со знаењето што го покажаа денеска и што се изнамачија моите надпреварувачи, но тоа е листа за 300. Верувам дека и ние, а и они ќе го правдат на печатокот веќе во следното издание на нашиот квиз. Се гледаме во следното издание, а до тогаш останете ми со програмата на телевизија Сител и немојте да заборавите, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!